Во последно време сточарите и државата се во континуирани преговори околу утврдувањето на нови мерки за потикнување на оваа гранка, особено во делот на овчарството, кој последните години бележи стагнација. За подобрување на состојбите, одгледувачите на овци бараат да се зголемат состојбите по грло за оставено женско јагне, но државата да интервенира и кога откупната цена на јагнето е пониска од производната, да се обезбедат подобри услови за бачилота и слично. Тоа, меѓу другото, значи да се решат проблемите што ги имаат одгледувачите на овци во делот на патната и канализационата инфраструктура. Од следната година во програмата за рурален развој за 2019 година планирано е зголемување на сумата за мерката набавка на приплоден добиток од постоечките 14 милиони денари на 60 милиони денари, субвенции за предадено овчо млеко од сегашните 4 денари се зголемуваат за 4,5 денари за литар предадено млеко. И следната година во програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 10% ќе бидат зголемени субвенциите за сточарите со развоен потенцијал, вклучително и за одгледувачите на овци. Во 2019 година, преку програмите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, за јавно претпријатие за пасишта ќе бидат одвоени 24,5 милиони денари наменети за фотоволтаици, водопоила и корита за летните пасишта и трла со овци, со можност оваа сума да се зголеми доколку е потребно. Исто така, од следната година ќе започне електронско преобележување на ситниот добиток, вклучително и на овците, со што ќе се евидентира точниот број, што е важно за креирање на мерките за субвенции во овчарството. Паралелно, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство активно работи на изработка на нов закон за пасишта, со што ќе им се помогне на сточарите во планирањето и организирањето на сточарското производство.